Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Додека траат меѓународните напори за мир во Сирија, тамошниот претседател ги обвинува САД и други земји за ситуацијата. Државната секретарка Клинтон во рамки на азиската турнеја денеска во Монголија. Внимание! Компјутерски вирус може да остави стотици илјади лица без интернет. Следат неновите вести. Во Дамаск, специјалниот пратеник на Обединетите нации Кофи Анан изјави дека со сирискиот претседател Башар ал-Асад се согласиле на начинот на кој ќе се стави крај на насилството во Сирија. Истовремено, виш руски представник изјави дека Москва нема да продава оружје на Сирија се додека не се смири ситуацијата. Во вчерашното интервју пак Ал-Асад ги обвини САД, Турција, Саудиска Арабија и Катар дека го попречуваат мирот и дека ги поддржуваат, како што ги нарече, терористите. Американската државна секретарка е во Монголија во рамки на азиската турнеја на која ја промовира демократијата и поголемото американско економско присуство во регионот. Хилари Клинтон ќе ги посети Лаос и Виетнам пред да замине од регионот. Стотици илјади лица денес може да загубат интернет врска поради глобален вирус што ги има инфицирано компјутерите пред една година, а зад кои стојат хакери од Источна Европа. Facebook и Google ги предупредија корисниците за кои ќе се сомневаат дека се погодени. Хакерите користеле лажни интернет реклами, со што лани презеле контрола врз речиси 600.000 компјутери и добиле лични податоци за нивните корисници. Федералното истражно биро на својата страница нуди помош преку која корисниците може да откријат дали се погодени од вирусот. Метеоролозите за денес и во наредните неколку дена конечно најави олеснување од поколните жештини, што 11 дена го парализира источниот дел на САД и беа причина за најмалку 30 жртви. Изворедниот Спајдермен, повторно лансирање на популарниот лик, изминатиот викенд продаде највеќе киновлезници и заработи $65 милиони. Во продолжение на Newsflash, според петочниот најнов извештај за стапката на невработеност во САД, таа е закотвена на 8,2%. На забавениот пазар на трудот во САД во јуни биле отворени само 80.000 нови работни места, а 13 милиони американци и натаму се без работа. За секоја статистика стојат приказни на вистински луѓе кои врзуваат крај со крај. Ова е едно од нив. Робин Садут станала дел од статистиката, невработена, но и бездомничка. Откако добила отказ од компанијата Xerox во 2007, заминала од Мичиган за Њујорк во потрага по работа. I'm putting out resumes and doing what people do, you know, that have always been employed. Се пријавувам за разни работни места, но никој не ме вработи. Има все помалку пари. Почнав да се задолжувам на кредитни картички. По 40 дена престој во хотел, ја потрошила целата заштеда. Почнала да спие во својот автомобил. Part of me thought I'd never get out of here. I just didn't know how I'd get out. Дел од мене ми велеше дека нема никогаш да успеам да излезам од оваа ситуација. Подоцна се преселила во прифатилиште за бездомници. It was literally exhausting at all times. Буквално бев исцрпена, но останав фокусирана на тоа дека мора да најдам решение. И биле потребни 2 години, 5 прифатилишта за бездомници и многу часови минати пред компјутерот за јавна употреба во библиотека, пред да најде работа и да се пресели во сопствен стан. I'm just so grateful. Благодарна сум. Имам повторно свој кревет. Сега раководител на оддел за сметководство во компанијата Hewlett Packard дава ваков совет на невработените. Retool. Whatever skills you need to gain them every day. Обновете ги вештините, продолжете да се надградувате, постојано учете нови работи. Не се обесхрабрувајте и покажете се во најдобра светлина. Верувајте во себе и никогаш не се откажувајте. Робин Садут ја опишала битката повторно да најде работа во книгата Патешествие. Додека таа имала среќа и нашла работа, милиони други американци и натаму се невработени. Пред повеќе од 100 години норвешкиот истражувач Роалд Амундсен стана првиот човек кој стасал до јужниот пол. Денес друг норвежанец појде по патот на Амундсен со намера да го сврти вниманието на ефектите од глобалното затоплување врз Антарктикот.
Во 1911 Роалд Амундсен го победи британецот Роберт Скот во трката до Јужниот пол. Кога Јан Гунар Винтер од Норвешкиот поларен институт реши да појде по истиот пат 100 години подоцна, се служел со белешките на Амундсен. We knew his route from his book and the diaries. And then we Ја знаевме неговата маршрута од неговата книга и дневниците што ги водел. Тоа го споредивме со сателитски снимки. Направивме мали измени на патеката на места каде искусил големите шкотии. Амундсен користел санки со кучиња движејќи се 8 км на час. Винтер и екипажот користеле скии и се движеле двојно поспоро, поради што морале да патуваат многу повеќе часови секој ден. It's first 700 kilometers flat over the Ross Ice Shelf, which is a floating body of ice. Првите 700 километри се практично на мраз што плива на вода. Потоа доаѓаат планини. Откако ќе минете 100 километри низ планините, се искачувате на 3000 метри и потоа се е рамно до Јужниот пол. За Винтер патувањето не било само физички, туку и ментален предизвик да се издржат долгите и монотони пейсажи, за кои додава дека изгледаат исто како што ги опишал Амундсен. Доживувањето од денот, Винтер и екипажот ги прераскажувале секоја ноќ во шаторите за одмор. Таму пишувале блогови, одговарале на електронски пораки и разговарале со светот преку интернет, што било сосема различно од искуството на Амундсен. Целта на патувањето, Винтер се надева дека ќе го сврти вниманието на заканите по овој прекрасен континент и дека ќе мотивира на акција за спас на животната средина на целата планета. Утре во Newsflash, американската морнарица размислува да преде на алтернативно гориво, затоа што армијата се соочува со буџетски скратување од 500 милиарди долари. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во Newsflash, биогориво наместо нафта. Морнарицата на САД ќе користи алги, треви и масноти од животни. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, се гледаме утре.